Добар ден и убав, позитивен ден, драги мои пријатели на оваа наша емисија Гответе со Драгче. Добар ден од Канал 5 телевизија, телевизија која што ви е прирасната за вашето срце, телевизија која што вие ја сакате и не гледате од сите меридијани на светот. Се надевам дека и денеска ќе ви бидеме интересни, ќе ви биде интересен и нашиот рецепт. Чекајте до крајот, запишете го и потоа обидете се да го направите. Знам дека ќе добиеме и денеска многу фотографии од денешнава емисија и затоа сите оние кои што се дежурни со телефоните во раце, а морам да кажам успешни сте, драги мои, ве поздравувам и ви ги испраќам сите бакнежи. Навистина правите успешни фотографии од вашите ТВ приемници, што е навистина многу тешко. А сега на почетокот да си ги поздравиме пријателите на нашата емисија, да ги поздравиме пријателите од Стокомак и да погледнеме дел од производите на нашите рафтови. Овде каде што има еден мал дел од производите на Стокомак, имаме и на масичката, она што се вели како зачини, дел од нив се во нашиот фрижидер и секој ден дневно ние добиваме производи од Стокомак кога го подготвуваме нашиот ручек или нашиот оброк да биде се под контрола и да имаме баш се. Се надевам дека знаете што следува, ќе кажам дека налепници со црвена боја, така наречени македонка, или новата линија на продажба на Стокомак е така наречена македонка. На посебни рафтови во Стокомак ќе ги пронајдете производите од македонските производители и затоа купувајте македонски производи, со тоа ги стимулирате македонските производители, а вие имате убава и вистинска вкусна храна. Поздрав до нашите пријатели. Да си ги поздравиме и пријателите од мини трговскиот центар МОС, кој што се наоѓа на Пластичарската улица до самиот МОС. Мини трговски центар насловен како апарати за домаќинството и се за вашето домаќинство. Навистина центар во кој што баш се можете да најдете за вашето домаќинство. Од убавите апарати кои што можат да ви го олеснат готвењето, но и апарати со кои што можете да направите чистење во вашиот дом, но и апарати со кои што можете да го освежите вашиот дом. Потоа навистина убави теписи, теписони, стази, убави лустери, убави навистина гарнитури за вашите тераси. Летото е пред нас и се надевам дека многумина ќе сакаат да седнат на една убава гарнитура, убави елементи за детски соби и вашите други простори кои што навистина ќе ве заинтересираат и ќе си ги декорирате онака како што вие сакате. Навистина нешто убаво. Поздрав до нашите пријатели од МОС, до сите вработени и нека имаат берикетен ден. Да си ги поздравиме и пријателите од ПК Беско. ПК Беско незаменливи по сувомеснатите производи. Велиме, кога сме гладни, можеме да одбереме ПК Беско било кој од производите, едно подпечено лепче на тостер, едно доматче и ние веќе имаме ручек. Значи, кога сме уморни и немаме време да готвиме, ПК Беско е нашиот спасител. Ги сакаат и најмалите и највозрастните. Поздрав до ПК Беско и се разбира и за нив успешен работен ден и успешна сезона и во ова лето сигурно многу ќе се бара. Знам дека многумина од вас очекувате да знаете кој ќе биде мојот гостин денеска и кој и што ќе ни готви. Морам да ви кажам дека тоа е една прекрасна, раскошна дама, која што јас многу си ја сакам. Ние сме пријателки долго време. Магистер е по својата област, по соло пеење и естрадно пеење. Учениците многу ја сакаат, каде и да се појават на било кое такмичење, освојуваат многу награди и за сето тоа ќе говориме во текот на емисијата, а јас сега ќе си ја представам магистер нашата Александра Коцевска. Добре ми дојде. Убава, да. Добре ве најдов. Добре ми дојде и многу се радувам.
имавме желба да биде и со дечиња, но тоа во третата сезона. Така, првин да се заблагодарам директор на тебе за поканата за оваа прекрасна емисија и нормално на Канал 5 за учеството повторно за вашата емисија. Многу се радувам, Повели, од оваа страна, бидејќи денеска ти ќе ми бидеш шеф мајстор кујна, а јас ќе асистирам и ќе помагам овде се тебе што ќе ти биде потребно. Убаво се чувствуваш, честитки за наградите, прочитав, имате многу награди, плюс и за керкичката, бидејќи навистина е дете кое што е талентирано. Така е. Многу талентиран. Па сега овој викенд се одржа еден меѓународен надпревар Артин во Кавадарци, каде што беа застапени сите дисциплини на класичната музика, плюс естрадно пеење со оркестри и хорови. Навистина имам ученици кои што ми земаа многу награди и во естрадното пеење, и во класичното пеење, а нашата керка, нормално со мојот сопруг заедно, во дисциплината хорна зема специјална награда. Едно благодарам на професорот Александар Гошев и едно благодарам на прекрасната и секогаш со нас пијано придружба Билјана Петровска. Еве, честитки за сите и ме зачуди како љубовта кон хорната, малку еден специфичен инструмент. Хорната ја избравме не сакајки, уствари, бидејќи она 9 години учеше пијано, Нижо музичко училиште, сакаше и фудбал. Отидовме со сопругот и однесовме на спортска медицина и кога отидовме, бидејќи треба да се има за спортска медицина документ, кога отидовме таму, докторката ни вика, ова дете има капацитет за бели дробови. А јас се мислев дали она некако не се пронајде во клавирот или пијаното, нели да се каже. Не се пронајде, бидејќи не се пронајде во тој инструмент, се двоумев дали да се запише како втори инструмент пеење, ама бидејќи јас сум пејач, некако повторно јас се двоумев во таа насока и кога стигна веќе на работа со тогашната шефица Наташа Еленова, викам, не знам, детево има голем капацитет на бели дробови. Некако ми е задувач, а пошто сум јас пејач и дувач едноставно во дувачка класа, да. И тогашната шефица рече, па зошто да не е хорна? Откако нели се договоривме добро, во ред морав првин сопругот да му кажам, па тоа е машки инструмент, дувачки инструмент. Па и треба да се секојаш подршка да се носи и пренесува. Да, така, затоа што е голем како полжав од позади. И првин сопругот, па машки инструмент, дувачки, како та женска. Па добро, викам, оне на тебе голема е, мора да биде, нели, мора нешто специфично да биде. Кога ја однесов кај професорот Александар Гушев, некој како од прв пат детето да се заљуби во инструментот и еве, фала му на Господа, се најде во инструментот и свири специфично, меѓутоа убаво е кога ќе се радувате, нели и сите се радуваме кога децата ќе ни се најдат во некаква си професија. Она што си веќе и лежи на душата. Така, ајде да поминеме на нашиот рецепт, одлучи да направиш како ги викаме сендвичиња сармички. Да, сармички. Од модри патлижани. Некако во овој брз живот се одлучив нешто брзо да биде, затоа што сите сакаме да биде на брзинка и да јадеме и да уживаме едноставно во храната, и овој пат ќе уживаме можеби кој ќе се направи со едно пивце или со едно ракијче. Најубаво така. Значи потребни ни се 2 модри патлиџани или пак јас сега се решив да биде 2 модри патлиџани, тоа може да биде и по желба, кој што ние мораме. И зависи од семејството, нели колку. И зависи од гостите кои ќе дојдат. Така. Значи зависи од гостите, патлиџаните мора да се првин излупат, нормално, значи мора да се излупи патлиџанот. Убав патлиџан одбрале нашите колеги. Да, супер, голем, за да можеме да виткаме сарми во него, да, за да можеме да виткаме сарми. Јас ова го правам, да речеме, кога ќе ми се најават гости за на брзина нешто, или ако сакам нешто да ни биде, за да ни биде нешто во наши услови готово. Некако повеќе би рекла дека ова не е како ручек, него можеби како десерт, некој кој што би сакале да биде пред јадење. Младите го викаат фенси ручек. Да, можеби фенси ручек. Ајде да се подмладиме и малку и ние, Александра. Да, фенси ручек, да. Фенси ручек да правиме денеска. Не знам, за предјадење ми е некако поубаво, искрено речено.
за пред јадење поубаво, заради тоа што после тоа убаво е да се има некој побогат ручек, а ова во едноставно наше уживање би кажала. Кажи ми, дали јас да го подмачкам Да, можете, тавчето секогаш јас печам, значи во тава од шпорет. Тавата од шпоретот најголемата. Да, најголемата за да има повеќе. Ставам, значи овие сармички од мудер патлиџан, овој пат се со урда и со јајца, меѓутоа можат да бидат и најразлично. Зависи секој како милува, нели? И што посакува да јаде, може и со месо да се направи. Меѓутоа така се малце потешки. Месото си го прави своето, вака, затоа реков со пиво, со ракијче или... Нека бидат полесни. Така, полесни. Тавата секогаш и ставам хартија за печење. Полесно се вадат. Така, полесно се вадат. Така. Интересен рецепт, навистина, на многумина од помладата генерација ова ќе им се допадне и ќе го прават, да знаеш. Искрено да ви кажам, научени сме ние, пошто... Обраќај ми се на ти. Јас Добро. и ти сме многу долго години пријателки. Да. Искрено да кажам дека секогаш сме сакале да направиме нешто што го правеле нашите родители. Јас кога почнав да готвам, бидејќи некако со професијата како помлада, сега морам да кажам дека морам да ги пресечам како на кришки. На долги треба, на долга Така, на долги, така, не многу дебели, не многу тенки. Затоа што ќе одат на печење. Така, ќе одат на печење. Некако таа храна, ќе речам, ми е досадна. Се таа пата, нашите родители толку и знаеле. Сега со ова интернетот и со ова се учи и јас многу често кога сум слободна барам тука што има, како има. Го печеме прво патлиџанот, така? Обавезно го печеме патлиџанот. Така. Да ги наредиме овие. Да видам колку. Може би сега во ова тавче мало нема да требаат сите патлиџани, пошто е мало тавчето. Но битен е рецептот, да го направиме. Битен е рецептот да го направиме. По завршување на гасење на камерите и другиот ќе го средиме. Да, може и другиот да се среди, ќе ставам овие помалите парче, ствари да. Помало парче да се стави, да сакам да се испече. Ке се испече, бидејќи шпоретот е супер, професионален, можеш. И овие можеш. Можам така. Ке се соберат при самото печење. Добро. Еве, вака. Тој другиот ќе си го направиме за понатака. Одиме на печење. Не, први мора да се измачкаат со масло. Измачкаат со масло, обавезно. И треба како им додаваш солца, нешто. Па да, малку сол ставам, затоа што не знам колку е солена урдата. Значи мора малку да... Па јас мислам дека ова пакуваната не многу е солена, затоа што секој според вкусот дома ја подготвува. Така, затоа реков, секој може, секој може помалку и колку какви зачини сака после накнадно да се стави. Може да одат на печење. Ете така. Ајде. Ајде, Александра, повели. Јас. Повели. Така. Ете така. Гледаме да бидат на една нормална температура, колку да заруменат патлиџаните. Малку од малку, за да можат да се виткаат. се виткаат, се ставе, значи, после тоа во едно тавче кое што повторно ќе се печат заедно со се урдата и со се јајцата. А не можеме истото да го искористиме? Може истото доколку сакате. Јас затоа што печам во тавче од шпорет, кое што е по отстраните, не е толку нели нагоре овакво. Потенко е затоа. Така, потенко, да, затоа правам да речеме во тавче кое што е повисоко, за да можам да ги наредам сармите, па макар и во два реда да бидат. Овде немаме многу, така да можеме и во истото тавче. Да, може во истото тавче, тогаш не ја ставам овакво... Не, имаме тавчиња, ние можеме да си одбереме друго. Да, не, ова е тавче во ред. Ова сакам да го повлечам за да не ти пречи. И овој патлиџан, колеги, ово е за вас после... Јас ќе ви направам. Во втората тура. Јас ќе ви направам втората тура, не знаев колкава ви е тавата. Така, еве ќе ги повлечеме.
Треба ли да подготвиш смесата пред да се... Така, значи, затоа не ставаме солца или ставаме солце, затоа што колку си сакаат луѓето, толку си стават, затоа што ако ставам па премногу не се... Имам вилјувче овде. Еве ти лажичка повели. Добре, благодарам. И секако и јас како да го наречам, јас се го викам мастрав кој што ми е овдека. Па така и го нарекуваме сите. Да, така го нарекуваме. Значи, си го правиме по желба. Јас реков затоа што мудрите патлижани може да бидат и секогаш се од прилика 2, ама можат и повеќе во зависност од това. Значи, можат и 3 и 4. Реков, можете со месо, можете со пилешко месо, можете со мелено месо. Пилешкото месо може да го исецкате на ситно или на конци. Ете, така, да се запржи малце, крумитче да се стави, исто и меленото месо, значи кој како сака по желба може да си прави што му е... Експерименти експерименти на сите тие работи, така. Значи, меѓувремено можеме, додека се пече патлижанот, ние да си ставиме од урдата, малце за да не остануваат грудки, малце мора да се нели разбијат грудките од урдата, за да можеме после, за да со јајцата, за да си измешаме. Секогаш мора урдата да се проба, за да ја видиме соленоста на... Дај ми го ова. Па не, сакам натре од јајцата. Добро, ако не да пречи. го искористиш. Да го искористам, некако јас домакински си. Па добро, и од урдата е тоа, нема никаков проблем. Така. Исто и јајцата по желба е, јас некако, пак ќе речам, сакам да си правам по желба јадење. Како си велиме од око? Од око. Од око, според... Некогаш и треба да биде по рецепта. За да биде точно се? Да, еве, ова домакински да си го собереме. Да не ти пречи. Да, не ми пречи. Сето тоа го мешаме, внатре можеме, кој сака, може и некој зачинче да си стави. Јас сега гледав да биде све така природно, би рекла, без големи зачини. Ќе додадеме сепак малку сол. Да, ќе додадеме солца. За да не биде јадење без сол. Да не биде јадење. Мислам дека во доматното пире има, но пак малку едно лажиче нека има. Така, да ја измешам првин, да нема грудки. Пак ќе те навратам на пеењето, бидејќи многу убаво пееш, Александра. Благодарам. Одлучи денеска, рече малку си на стината, па нема да може. Шмркам цело време. Не сакаше да подпевнуваш, а јас секогаш нели сакам моите гости да се чувствуваат пријатно, а не непријатно. Така. Благодарам. Многу ме радува во секоја твоја изведба, која и да ја отпееш ми е навистина убаво, но јас се сеќавам на еден дует кој што јас го промовирав и многу ми беше радост. Така. Со господинот Душко Ѓорѓиевски отпеавте еден преубав дует, песна која што веднаш сите сакаат да ја слушаат. Беше навистина убаво. Каков беше тој спој? Преубаво. Беше спојот спонтан, ке кажам, бидејќи на Душко Кирката учеше кај мене пеење и некако сакавме да направиме спој помеѓу класичното пеење и народното пеење. Така да и стварно излезе еден убав дует, после веќе почна и многу други народни песни, би кажала, да се препејуваат во тоа. И многу ме радува моментот, ќе ви кажам, затоа што кога ќе кажете дека сте оперски пејач, па не слушаме ние, нели, таква музика. Јас се радувам што еве дел од моите колеги, дали се инструменталисти, дали се пејачи, веќе посакуваат преработка на и композиторите, би ги спомнала, преработка на стари македонски песни, испеени во класичен стил. Мислам, тоа е нешто ново, доближување на класичната музика со нашето изворното, традиционалното, би кажала. Како ве најавив, наликувате на симфонија, права симфонија. Да погледнам јас овде. Можете слободно. Уште една минутка ни треба ова за да ги повлечеме. Да, мора малци да се изладат пред да ги виткаме и да ги ставиме внатре. Јас ова рецепта си ја најдов на интернет, значи гледачите
Прашите погледни можеш слободно, мислам да. дека веќе се зацрвени, па... Да, може уште малце, да. Ни Може уште треба малце. Веќе, значи, може слободно да си ја најдат и рецептата, ја има на интернет и јас кажав дека многу често сум заситена од секојдневното готвење на нашите мајки, баби, така да посакав нешто малце поразлично да биде од сето тоа. Дури и салати си наоѓам нешто поразлично да биде, не е само јадење. И еве благодарност до мојата фамилија што ми ги прифаќа моите како е новитети, не е нешто што е да речеме исто па исто и ми се досадува. Меѓутоа тоа го правам кога сум на распуст заедно со децата, бидејќи не сум во ситуација да имам повеќе време и некако со задоволство го правам тоа. Моите се дома гурмани, за разлика од мене, која што единственото нешто сладолед. Ако секој некој нешто имаме. А јас сега чај ќе ти правам со нашиот бокал од Мос, значи нашите пријатели. Еве овде да ја стоплиме водата и кој ќе го одбереш од нашите чаеви? Кој е твојот омилен? Па јас обично зелен чај. Зелен чај, добро. Еве, денеска и јас ќе ти се придружам на зелениот чај. Обично, јас секогаш сакам така нешто, што е сега гледам и зелени чаеви со разни други вкусови внатре, да. Меѓутоа, така, зелен чај ми е омилен. Ќе го направиме. Пријателот е бучен малку, но ќе му дозволиме да си топли, а јас да ти дадам ракавичките за да ги извадиш. Може тоа сакам да кажам, да. Повели. Така, можам тоа овде да го ставам. Можеш и горе малку да олади. Е, така. Па ќе го повлечеме. Браво, одлични се. Одлични се. Не чини ни многу да бидат. Така. Не чини ни многу, затоа што патлиџанот знае и да горчи, или пак можеби некогаш пред да почнеме да сечеме, да едноставно да го пробаме патлиџанот, затоа што мудриот патлиџан знае да горчи некогаш и ајвар. Го враќаме ли повторно во рерна? После враќаме во рерна, откако ќе ги направиме. Откако ќе ги наместиме. Добро, јас сега сакам нешто да предложам. Ова е чајот. Така. Сакам да ги извадиме во жолтата чинија. Да, може. И за да си ги редиш во плекчето. Така, за побрзо, за да можам да ги... Така. Овде можеш. Да. Добро. Значи, за да можам побрзо, за да... Си работиш убаво, и да се како рече, да бидеш економична. Па брзо. Помалку садови за миење. Велат жените најмногу што не сакаат е да мијат садови. Добро, ни врши работа и овие машините за садови. Машините помагаат, но треба да се подготват. Машина и пак време треба. Така, они треба да се изладат малце, бидејќи знаат да бидат врели, не може да се завиткаат во ролнички. Ете така, ова ќе го оставам овдека. Ова може хартијата нека се олади па за да се тргне. Еве ова е овде. И потоа ќе ги поставиме овде полесно за да може така, да се да може да видат како се виткаат, така да, значи кажав, внатре кој што сака филот едноставно може да си го направи како сака, полесно за јадење. Ако сака да биде како ручек, може да си го ставаат како со мевце, но ако сакаат, благодарам. Ако сакаат нели слушателите, гледачите на вашата емисија, можете едноставно да си ставате како пред јадење гости кои што сакаат да си замезат или летно време кога е многу жишко, не се јаде, да, топло е. Можам да ги позаимам за да ти помогнам. Ете така. Бидејќи се тука ни е на време, па затоа брзам. Така, секако слободно. Не си изгориш. Не, можам само да ја намрсам повторно тавата, затоа што секогаш е поубаво кога е нешто намрсено. И полесно се вади. Да. Сега ќе излезе, пошто тавата ни е голема, ќе излезат малце, а ние после ќе си го направиме другиот мудар патлиџан. Ке ти дојде ли добро да ги виткаш на даската? Па може, не ми е мене проблем. Затоа што ќе ја повлечам понавака тавата. Добро. Ете така. За да можеш да си ги виткаш слободно. Ке ти помагам на секое, ке ти додавам.
Па не, може тука да ја ставиш, за да можам директно одма да ги ставам. Само да видам, пошто раците веќе ги измив, они се уште врели. Само една мала лажичка ми треба. Сега ќе ти додадам мала лажичка. Ми оставаат тетка Мици, ќе кажам, остави ми резерва, ова ептен малечко. Не, ако е малечко. Малечко. Значи нека е малечко, за да можеме да се видиме колку би можеле да го виткаме патлиџанот. Може и потенки некогаш. Зависи што како. Вака, ајде, ова вака ќе го оставам. Може вака, сакав од поголемото. Топло ти е се уште. Топло е, да. Топло е, ама сакав да убрзам. Не ми кажа, требаше можеби чепкалки да ставаме или вака? се виткаат. Добро, одлично. Еве ги слободни се, меки се модрите патлиџани, може треба уште малце да се изладат, бидејќи се врели. Сега модрите тебе рацете ќе ти ги гора. Добро. Не е проблем. Значи, затоа реков, ќе си го направиме посла и другиот модер патлиџан. Они се лесни за виткање, затоа што се меки од печењето и брзи се. Ние, бидејќи имаме голема тераса дома, па обично летно време си седнуваме и кога ќе си најават гости, си правиме вакви... Ама, ова ти со љубов го работиш. Се гледа дека ти е со љубов. Јас морам да бидам искрена, некако сега го работам со љубов. Сакам да кажам дека секој што не знаел да готви, јас на вистина не знаев да готвам, затоа што професијата наша е таква, по цели денови бевме на училиште, на факултет, морав да вежбам и моите родители знаеа дека е тоа така. Јас на вистина нема време да готвам и не знаев ништо. Кога се омажев и кажав на свекрва ми, слушај, терај ме само да чистам, не ме терај да готвам. И така да некако кога Хајде, виткај си ги ти, јас да го читам рецептот на денот. Хајде да го видиме тавчето на Дракче, овој пат ќе биде со модри патлиџани. Еве. Специјалитет од модри патлиџани. 2 модри патлиџани, 100 грама урда, 3 јајца, 250 мл доматен сос, 100 грама пармезан, масло по потреба, сол и други зачини, исто така по желба. Сето тоа подготвено, додека јас читав, ти веќе во рерна. Па да, ставив пармезанче, да, на брзинка и така, пармезан ставив. Доматен сос. Уствари сега ќе го ставиме пармезанот, а доматниот сос веќе внатре и се пече. Некогаш е убаво пармезанот да биде, значи... И да се пече внатре. И да се пече и да не... Кој како се милува, така не? Кој како се милува. Сега ние би сакале да го направиме одозгоре некако по-декоративно, да не е печено, да не е слеано. Епа на здравје на чајот. Да, од Канал 5 телевизија те сака. А јас многу. Исто и јас. Убаво е сето тоа. Ајде да провериме дали се готови. Повели тебе ти ги додавам. Благодарам. За да можеш да си... супер, одлично. Јас мислам дека веќе е готово. Одлично. Се малку, меѓутоа ние дома си правиме повеќе за проба. Така. Посипуваме малце, можеме и со рака, можеме и со лажичка, некоја помала. Еве, јас ќе земам поголема лажичка, да не фаќам директно. Дома си правиме со рака, тука... Мислев кога ќе ги поместиш, тогаш ќе ги сипеш. Вака ми е за да се стопи малце, а после веќе... За вжештеното, да. Да, малце да ми се за декорација, стопи, а после ќе ставам пак за декорација одозгора. Браво, девојче моје. Така. Сега мораме... Дали ти е потребно ноже? Ајде да ти притискам малку. Не, сами си се тие. Еве го. Браво. Така, малце за да се стопи. Како виткало девојчето Сарми. Тоа треба дома. Како беше, не од лозов лисово, од модер патлиџан. Да. Ги проверувале невестите, која знае да прави Сарми, но со лозов лист, зашто е најтешко, нели? Да се витка. Сега со модер патлиџан. Така, ова можам овде да го оставам. Сакаш толку да ги декорираме други? Па да, би сакала да декорирам, за да биде сето тоа, нели, интересно за вас овде. И за гледачите за око. Така, за гледачите за око. Сега посипувам повеќе пармезанча.
Добро. Значи можете дома и да си подпечете и после тоа да си сервирате. И да биде убаво и вкусно. Така е. Вредно девојче. Па мора. Вредно. Македонско девојче. Македонско Затоа што девојче. обично ние така сме си научени, моите родители така ме научија дека треба. И како јас те ословувам, убавино моја. Да, така е секогаш. Убавино моја, ти оди ова, супер. Одлично, браво. Ете колку убаво дојде декоративна нашата чинија и рецептот. Така, Одлично. сега од прилика нешто Можеме дома. ова да го повлечеме вака, за да се гледа напред рецептот. Ете така. Така, зеленилото е секогаш убаво. Па и убаво за грицкање. Да, ете така. Одлично, Тоа и е ова тоа. можеме да го повлечеме. Браво, Еве, и Александра. Се беше брзински и многу успешно. Така. Како што е во твојата професија си многу успешна. Така, Така благодарам. сега и во кујната, како ни врват годините, ќе бидеме уште поуспешни. Затоа Некако што мораме. човек треба да се пробува во све, затоа што не знае што има внатре. Така и јас со готвењето, не знаев што имав, па си открив дека нели сакам и да готвам И да тоа- експериментираш, да, така. да експериментирам. Имаш подароци од нашите пријатели. Ова е од нашиот пријател на емисијата Така. МОС, Благодарам. мини трговскиот центар кој што се наоѓа на Пластичарската улица до мостот. Имаш ваучер со кој што можеш да си купиш нешто што ќе те потсетува на нашата Така. емисија и ПКБ-ско производи заедно дома да направите нешто декоративно и убаво Так, и да так. ни сликнеш. Благодарам. Благодарам. Така, секој е добро. Да, благодарам на секој случај. Ми беше задоволство, драга моја, што ни беше гостинка. Имаше желба да дојдеш со дечињата кои што ќе свират и пеат, но тоа ќе го оставиме За за понатаму. третата сезона. Па да покажам што и работам, би сакала да ја збогатам со Но и ќе ни музика, пееш, вашата, да ќе пеам, биеш тогаш без ќе пеам сега со настинка, Да. така малце непријатно, меѓутоа секој случај ми беше големо задоволство да сум во Так. вашата емисија. Беше прекрасна и се беше убаво. Знам дека ви се допадна и овој рецепт, драги мои, и нашата драга Александра. Ве оставам во добро расположение. Обидете се да го направите дома овој специјалитет. Можете да си додадете и пршото шунка, што сакате вие, како што кажа и Александра. Но најубаво е да си додадете љубов, како што јас ве сакам сите.